Собранието на Република Македонија ја продолжи седницата на која пратениците расправаат за предлог ребалансот на државната каса. Според предложениот ребаланс се предвидува дефицитот на буџетот да остане 2,9% од БДП, а предвидениот раст да изнесува 2,2% наместо предвидените 3%. Со предлогот за изменување и дополнување на буџетот за 2017 се определуваат дополнителни 25 милиони денари по одредени ставки и се пренаменуваат финансиски средства согласно со потребите на буџетските корисници. Повеќе како песимистичка варијанта на раст на бруто домашниот производ од 2,2%, мислам дека во наредниот период и ќе се зголеми доколку не ги пренасочите вашите планирања кон зголемување на капиталните инвестиции, брзо реагирање во однос на реализација на веќе поставените капитални инвестиции, што во овој период изостануваат. Имено, секој министерство, мојот став е дека онамо кај што ги кратите инвестициите кои што веќе имаат своји проекти, веќе се зацртани, веќе целокупните служби, целокупната администрација на поделните министерства имаше можност брзо да ги реализира, веќе тие отсуствуваат и тие проекти се запрени. Министерот за финансии Драган Тевдовски истакна дека капиталните инвестиции се поставени на реална основа, па оцени дека дури и оптимистички се проектирани. Според министерот, досега проектираните буџети беа со цел докажување дека земјата е во развој. Практично за следните 5 месеци до крајот на годината ние проектираме капитални инвестиции кои што се во износ скоро колку реализацијата во цела 2016 година. Тоа воопшто не е кратење, туку дури и оптимистичко проектирање. Ние сакаме да направиме развој во економијата. Од ВМРО ДПМН истакнаа дека најмногу средства се скратени за образованието и капитални инвестиции, што можеа брзо да се реализираат. За сметка на овие кратења, со ребалансот на буџетот има зголемување на платите во сите министерства, велат од ВМРО ДПМН. Дали знаете кога последен пат професорите и наставниците во Република Македонија добија повисоки плати кога на власт била СДСМ и коалиција, било каква? Велите задоволни родители. Задоволни родители, да, со бесплатен превоз за своите деца, ученици, со бесплатни учебници, со Кембридж програми, наставни програми и учебници. Кога вие тоа сте го овозможиле на вашите сограѓани, еве родителите во Република Македонија. Велите задоволни ученици. Да, задоволни ученици. Но дали еднаш, кога сте биле власт, сте ги покачиле стипендиите, сте офатиле поголем број на ученици со ученички стипендии и со ученички кредити. Од ДУИ на денешната седница пак порачаа дека очекуваат правичен и рамномерен буџет кој ќе ги задоволи потребите на сите граѓани, односно рамномерен регионален развој за кој би биле одвоени 80 милиони денари од буџетот за 2018 година. Расправата за буџетот на пленарната седница трае 5 дена.